Градоначалникот на општина Гевгелија Сашо Поцков одржа повторна средба со директорите на основните училишта, средноучилишниот центар и основното музичко училиште во врска со подготовките околу стартот на новата учебна година. На состанокот директорите на училиштата информираа за условите за организирање на наставата во новата учебна година согласно заклучоците на владата на Република Северна Македонија и протоколите за организирање на наставата со физичко присуство во основното и средното образование. Пред се за просторните услови за организирање на наставата во услови на пандемија од COVID-19, примената на протоколите и потребниот наставен кадар. Во сите 5 основни училишта во општина Гевгелија постојат услови и училиштата се подготвени да ја организираат наставата со физичко присуство на учениците од прво до трето оделение, согласно заклучокот на владата на Република Северна Македонија. Во двете основни училишта во Гевгелија, основното општинско училиште Владо Кантарџиев и основното општинско училиште Крсте Мисирков, за учениците од 6 до 9 оделение постојат услови за организирање комбинирана настава, односно една недела наставата да се одвива со физичко присуство, а една недела онлайн. Значи, во понеделникот имав состанок со директорите на училиштата. Во Гевгелија имаме 4 основни училишта во општина Гевгелија, во градот Гевгелија 2, во населеното место Миравци 1 и во населеното место Негорци, и плюс имаме во градот Гевгелија основно музичко училиште. Значи тоа се 5 основни училишта, имаме среден училишен центар, гимназијата, кај што се одвиваат има гимназиски паралелки и друг вид на паралелки. На состанокот во понеделник ми беше кажано дека спрема анкетите што се направени од страна на директорите до секој од родителите на децата, околу 70% се изјаснати за физичко присуство. Така да ние ќе испаднеме со тој предлог до МОН, меѓутоа не секаде. Предлогот на МОН до трето оделение да биде задолжително физичко присуство, другото да биде онлайн. Ние ќе имаме специфика. Секој основното училиште во Гевгелија, двете основни училишта Крсте Мисирков и Владо Кантарџиев предлагат до 5 оделение физичко присуство, од 6 до 9 комбиниран модел, 2 недели онлайн, 2 недели физичко присуство. Основните училишта во населените места кај што се и помал број ученици Негорци и Миравци, таму предлагат од 1 до 9 оделение, значи физичко присуство. И во гимназија, во музичкото исто така од 1 до 9 оделение физичко присуство, и останува гимназијата, таму комбиниран модел, 2 недели физичко присуство и да ротираат учениците, 2 недели онлайн настава. Така да со тие барања тие се отприлика сознанието на учениците, меѓутоа ќе треба да оди тоа седница на совет, да се донесе таа одлука и општините како основач ќе треба да тоа барање го испрати до Министерството, бидејќи знаете дека Министерството ќе формира комисија и на база на тие барања, не се тие адхок дека веднаш ќе бидат прифатени, од кој ќе ја прати комисија, ќе провери дали се исполнуваат сите услови, последниот збор сепак го има МОН, дали ќе се одвива тоа што ние го бараме секој општина посебно или ќе биде на друг начин. Најголемиот број од анкетираните родители на учениците во гевгелиските училишта, како во основното, така и во средното образование, се изјаснија за организирање на наставата со физичко присуство на учениците. Направените согледувања укажуваат дека во општина Гевгелија, покрај условите за организирање на наставата со физичко присуство на учениците од 1 до 3 оделение, постојат услови од 1 октомври, се разбира согласно протоколите, да се организира настава со физичко присуство на учениците и во другите оделенија. Сашо Поцков вели дека за овие предлози очекува да се произнесе општинскиот штаб за заштита и спасување и советот на општина Гевгелија, пошто предлозите за организирање на настава со физичко присуство и комбинирана настава ќе се достават до владата на Република Северна Македонија, која по увидот на посебната работна група, формирана од надлежните министерства, ќе одлучува за барањата.